Еден тежок животен здравствен проблем. Денес ќе ви представиме од селото Лески. Дојдовме кај домот и семејството на Симо Стојковски, кој што пред неколку години при операција на дискус хернија останува неподвижен. Денес навистина тешко функционира. Добар ден, добредошли. Слушнавме неколку пати од Скопје дојдовме. Емисијата Срце на Бланка опфаќа тешки животни судбини. Една таква и вашата. Што ви се случи, Симо? Отидов на операција, направих повеќе операции и сега останав во количка. Но сега барам чаре, пошто треба да се направи уште една операција. Не знам од која причина не се прави таа операција и сега бараме чаре да докторите да му путат на право место. Не знам каде сега што да правам. Како функционирате? Што правите преку ден? Имате ли болки? Имаме страшни болки што не се подносливи и тоа баш на парчето там дека е оперирано парчето не е извадено и кога е дојдено до парчето е направено некои компликации, не знам од кои причини. И останав во количка, направи 4 операции. Сите се безуспешни. Сите се безуспешни, бееме во бањи, бараме чаре, сегде одиме по доктори, више финансиски не е издржливо, не знаеме што да правиме. Сигурно ви е најтешко кога сте сам во текот на денот. И најтешко ми е сам кога сме во текот на денот, па ипак не сам по цел ден сам, децата се још мали, не се. Тоа со мене повеќе време со мене после, скоро кога си дојдат од школа. Какви ви се болките? Болките се многу јаки, почнуваат од кичмата, тука и почнат да се нозите да се тресат, да се дигат сами, некој пат дури се дигат сами нозите. Вака, болките се неподносливи, а пчиња више не ни помагат, препуње организамо со апчиња и не знаеме што да правиме. Не можеме да си одиме помала, поголема, со катетар, со памперс, не дај Боже на никој тоа да се деси. Не знаеме што да правиме, што... Сигурно ви е сменето целото живење од едно... Одеднаш се смени се, буквално се смени. Само дома што го построивме и настана компликација на тоа. Болките беа имаше болки напред, ама сега се поголеми болките после оперативни за. Што ви е најголема желба, Симо? Најголема желба ни е да стана од количка, друго ништо не сакам. Пари, друго, тие работи, се е тоа пролазно, да станам од количка и да можам да се видам со фамилијата, као сите што функционират. А јас сега и дополнителни проблеми, ја имам проблеми и фамилијата со мене има проблеми. Не може да излегне, не може да се прошета, треба да биде со мене. Врзани се Со мене се буквално врзани. Јас не можам да функционирам сам. На мен ми треба човек стално. Сега барам чаре од здравствените работници да ми помогнат да бидат хумани, да ми помогнат. Никој не окривувам се, у секоја работа може да се случи, у секоја работа има грешки, проблеми. Нигде не е прв пат со вас што разговараме во телевизија, во такви работи, не сам, ама више не може да се издржи. Морам да барам чаре.
Менсур веќе роден и сам живее во родниот дом во село Пласница. Има само 54 години, но многу тешка судбина. Единствен од браќата кој ги исчувал до посреден ден родителите. Работел како калфа и имал релативно добар живот како млад. За жал во младоста, зад него и еден неуспешен брак, потомци нема. Поради грижата кон мајка се останал без работа зашто не можел и да оди на работа и да се грижи за неа. Од 4 март 2017 веќе се минува неговиот живот. Останува сам во домот кој веќе се распаѓа. За жал, осеменичкиот живот му нанел само штета. Многу болести, многу тага, многу нервози го исполнуваат неговиот живот. 5000 динари месечно ги дели за се. Најважно за лекови кои ги пие за срцето и другите хронични болести. Храна има само за неколку дена, остатокот од месецот го живее на вересија. Еден ден за жал ќе посака да си го одземе животот. Многу е разочаран за тоа што го избегнуваат дека е сиромашен и недостоен. Да не се хуманите луѓе во зима би премрзнал. И иако се уште се моли секоја вечер Господа го земе, подсвесно се надева дека некои хумани луѓе ќе му ја вратат вербата во животот и ќе успее да се смести во дом, ако ништо друго барем да не умре усамен. Добро ви ден и добре дојдовте, драги мои, во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. И денес ќе ве одведам кај две нови семејства кои што живеат тешко и кои што одлучија да го стават своето срце на дланка, бидејќи повеќе не можат да излезат од ситуацијата во која што се наоѓаат. Сите вие кои што живеете тешко и немате излез од ситуацијата, ве охрабрувам да се пријавите на 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка, на Facebook, Instagram и Twitter. Знам дека многу тешко живееја многу семејства и денес имаат посветол ден, посветол живот и посветла иднина. Никогаш животот знае да биде тежок и немилосрден, но никогаш не треба да се откажуваме и секогаш треба да веруваме и да знаеме дека Бог ги создаде хуманите луѓе да ни помогнат тогаш кога ни е најтешко. На помош се надева и Симо од село Лески, кој што имал сосема нормален живот. Бил во Украина, се вратил во родната земја, создал куќа, создал семејство. За жал денес се бори со болест од која што нема излез и затоа побара помош за спас. Еден тежок животен здравствен проблем. Денес ќе ви представиме од селото Лески. Дојдовме кај домот и семејството на Симо Стојковски, кој што пред неколку години при операција на дискус хернија останува неподвижен. Денес навистина тешко функционира. Добар ден, добре дошли. Слушнавме неколку пати од Скопје дојдовме. Емисијата Срце на дланка опфаќа тешки животни судбини. Една таква и вашата. Што ви се случи, Симо? Отидов на операција, направив повеќе операции и сега останав во количка. Но сега барам чаре, пошто треба да се направи уште една операција. Не знам од која причина не се прави таа операција и сега бараме чаре да докторите да му путат на право место. Не знам каде сега што да правам. Како функционирате? Што правите преку ден? Имате ли болки? Имаме страшни болки што не се подносливи и тоа баш на парчето там дека е оперирано парчето не е извадено и кога е дојдено до парчето е направено некои компликации, не знам од кои причини. И останав во количка, направи 4 операции. Но сите се безуспешни.
сите се безуспешни, бееме во бањи, бараме чаре сегде, одиме по доктори, више финансиски не е издржливо, не знаеме што да правиме. Сигурно ви е најтешко кога сте сам во текот на денот. И најтешко ми е сам кога сме во текот на денот, па ипак не сам по цел ден сам, децата се још мали, не са. Това со мене, еве повеќе време со мене после, скоро кога си дојдат од школа. Какви ви се болките? Болките се многу јаки, почнуваат од кичмата, тука и почнат да се нозите да се тресат, да се дигат сами, некој пат дури се дигат сами нозите. Вака, кога се болките се неподносливи, а пчиња више не ни помагат, а препуње организамо со апчиња и не знаеме што да правиме. Не можеме да си одиме помала, поголема, со катетар, со памперс, не дај Боже на никој тоа да се деси. Не знаеме што да правиме, што... Сигурно ви е сменето целото живење од една... Одеднаш се смени се, буквално се смени. Само дома што го построивме и настана компликација на тоа. Болките беа во имаше болки напред, ама сега се поголеми болките, после оперативни за. Што ви е најголема желба сега? Најголема желба ни е да стана од количка, друго ништо не сакам. Пари, друго, тие работи, се е тоа пролазно, а да станам од количка и да можам да се видам со фамилијата, као сите што функционират. А јас сега и дополнителни проблеми, ја имам проблеми и фамилијата со мене има проблеми. Не може да излегне, не може да се прошета, треба да биде со мене. Врзани се Со мене се буквално врзани. Јас не можам да функционирам сам. На мен ми треба човек стално. Сега барам чаре од здравствените работници да ми помогнат да бидат хумани, да ми помогнат. Никој не окривувам, секоја работа може да се случи, у секоја работа има грешки, проблеми. Нигде не е прв пат со вас што разговараме во телевизија, во такви работи, не сам, ама више не може да се издржи. Морам да барам чаре. Иако по потекло од Дулица, работата Симо Стојковски ќе го однесе низ различни држави, а очигледно неговото добро срце ќе го препознае Татјана од Украина, која тој ќе ја запознае пред повеќе од 18 години, додека е наработен ангажман во незината земја. Двајцата одлучуваа дека подобро би им било во Македонија, па Татјана, напуштајќи ја функцијата директор на училиште во Украина, доаѓа во нова средина, се во име на љубовта кон Симо. Тука дојдовме пред 12 години. Јас работев во Гранит и излегна прилика да одам во Украина. И таму бееме на сезонски по 7 по 8 месеца работеме. Таму се запознаме со мојата сопруга, се земавме 2 дечиња. Имаме машко и женско. Многу добро се согласуваме. Гранит правише пато, меѓународен пат од границата на Маѓарска, границата до Киев. И така запознали се. Со татко ми запознали се. Неот и татко ми беше стражар додека они работели и така запознахме се. Одлучивте дека ќе бидете заедно и дека ќе создадете семејство. Да, многу беше мирен, добар и внимателен и затоа татко ми војно лице цел живот, патувам натам навам, значи не ми пречеше да дојдам од другата држава. Се боревме
куќа направивме. Почнаме добро да живееме, дечиња. Почнаа школа, но ето се случи најлошото. И откако овие брачни партнери ќе направат куќа, ќе создадат семејство и ќе треба да почнат да уживаат во животот, се случува парадокс. Нозете на Симо, кои изодале и направиле илјадници километри патишта, поради компликации при 5 операции, нема да бидат способни ни да застанат повеќе, а тоа ќе биде терет и за овој релативно млад човек, а уште потешко и за неговото семејство. Почна многу болки, почна да не ми оди голема, мала. И отидов на доктор во градската, рече дали ќе се оперисаш, му рекол не смеа да се Што ви оперисаш. рекоа? Што ви е? Од што болувате? Дискус, Дискус хернија. стелија. Јас рекол не се оперисувам и така една година, две, работев во Скопје, се прегледувах, инекции физиолошки што требаше, болките беа јаки, не се прима. Он рече дека не сум сигурен да не фаќам, не може да направиме некој проблем. Од операција, не знам, судбина ли, грешка ли на докторите, Господ Бог знае. Останало количка и са малку сме од тешката состојба. Уште од првата операција му кажале, вика, избеганам парче. Како може да избегне парче, поим немам, нека и на ихнија совести биде. Ама и од тоа парче влизнало косен мозок и таму притиска косен мозок што дали му нечувствено зете. Објаснили ми одмах после операција, кога четврте му направили, дека не е успешна, ама вика треба да направи се одпред. Или ако одзад треба да се вадат некои делови од ребра и така да дојде до тој парче да може да го извадат. И ја им рекла одмах, викам, ако така нема да нас испишувате од болница, одмах да направите таа операција. Децата ми ќерка во прво одделение крена тога. Оставих их чисто дома сами. Беше. И они рекле дека не може сега одмах. Викам, мора да почекаме да он малку се стабилизира се. И у тоа време почна да добива температурата 39,5, 39,4. Стават му инјекции, спадне, вечер спие, утре 10-11 сат повторно дига се од операција, температура. И у таква состојбата нас испишуват дома. Значи не е сигурно, он беше сега он подвижен, у количка, ама може си и у ВЦ да отиде, и сам пампер си ставят, некој пат многу ослабен и тога ставаме му. А тога беше жив труп, само ръцете и главата му беше работна, а другото ништо. И вика нема шанса. И тука дојдохме и почна да се жали дека го многу боли на грбото. Викнах, донесох, тука има увиница и на жена која масира, има искуство. И она нам вечер рекла, вика, јавувајте се на доктор, нешто не е вред. И она тога јавихме се на доктор и он рече, вика, викнете брзата помош, оти он не можел само лежачки, го можеле да приносиме, со брзата помош да одите у Кочани и да направат снимката на белите дробовите. И викнах брзата помош, дојдели со медицинска сестра, тука и помогнале, однесли сме го, сликали и у моменту баш кога дојде докторка да објасни на дежурен и вика подхитно со екипа да и пратите до Скопје и вика дај Боже да го донесете жив. Значи он доби пневмонија, десното белиот дроб му беше пун со вода и почна да се прави излив на левото дроб. И тога го однесли, дојдохме у Виница со доктор, со медицинска сестра, однесли го таму. Таму бехме цел месец. Кога излемнах од операцијата и ми рече дигни палецо. Палецо дали го мртам. На левата го мрдам, на десната не. И ме префарија тоа 15 дена ќе ме оперисува, нема да ме оперисува, ќе ме оперисува и жената беше упорна и оперисааме. И малце подобро. Од таму одмак за Охрид дојде кола тука земаме
директно за Охрид. На 19 ден, на 21 ден требаше там да биде. На 19 ден ја почнав полечка да одам со штаки. 2 месеца болоње, не ми продушија болоње. Бех кај у фондо на това, кај директорката. Рече нема право да, толку имаш право, толку ќе одиш на работа. Отидох на работа. Со 2 операции на кичмото отидох на работа. Не бех способен, ама шефот ме држеше, нешто лечка, тоа и почнав полека да работа. И му барав пензија на докторо. Немам право јас да ти дадам. Викам како со 2, така. Не ми даде това, ја под сама волја. Сам документи, без подпис на докторо. Отидох тамо, таа ме прегледа. Тогаш одевте, чекоревте? Да, со штаки? Со штаки. Со штаки одевте на работа? Да. И таа ми рече, слушај да ти кажа, на мен ми е забрането пензија да се дава на никој. Дури во инвалидска количка можам да те вратам, неле со штаки. Земи си ги документите и си оди. Не ти дозволија пензија? Не ми дозволија пензија, жената не беше на работа, децата мали, немаше од кај, мораше да се врата на работа. Работа знаеш како е. Градеш на поскелиња там и пак се поврати тоа. Може ви се врати болест? Да, се врати почнав како да паѓам, како да пропаѓам во земја, разбираш, како да ги немам моите нозе. И па се вратив и доктор рече пак на операција. Трета. Тука третата останав во количка. Никогаш не проодевте повеќе? Не. Кога се случи тоа? Од тоа 2016. Од магнетна резонанца рекол дека некои шрафови били недобро ставени. Пак ме врнаа на операција. Во 1 часот. Четврта. Од тога се сме во количка и операцијата после одих у Охрид и тој у Охрид рече треба поткитно да се направи операција. Врнах се, да, пета операција. Врнах се у Скопје, боли го тој доктор. Рече травматолог не се нафаќа. Кој ќе ојде на травматолого вика, това е нервохирургска работа, не е на травматолозите. Ние можеме да го извадиме, можеме да ги извадиме шрафовето, не можеме да работиме, тоа е нина работа. Ќе се врна на това, он вика, јас не можам со тој да работам, доктор. И се така, цело време се така. Праќаме во Германија, во Русија, во Бугарија, ама во Турција, ама 50.000 евра, 80.000 евра операцијата, кај ние можем да најме таквија пари? Операцијата ви гарантира ли дека ќе... Не ни гарантира. Не ни гарантира, ама за да ја имам многу јаки болки. И за да се смират болките, сега у Бугарија еден, ние му понапреш испреќаваме, ама тражи на 5.000 евра, он за најмалку. Он рече да се стават силиконски, може ќе се подобри. Што силиконски? Силиконски пршлини. Може ќе се подобри, да се стане од количка, не, ама може болките. Да се намалат болките. Бееме у Систина, една се нафати, лозанче се нафати. После дојде саветски травматолог, кажа, немаме никаква сигурност, а треба човекот да му земе 20.000 евра, а без да стане на нозе и одбијаме од таму. Сега не знам што да правам, каде треба, докторите треба мене да ме упутат. Кај треба да ода, ние сами бараме чаре, ама не можеме, ние у Русија беше за соматични клетки да се лекува. Ама тамо првиот третман кошта 20.000 евра и после уште 7 третмана треба да се направат по 7.000 евра. Тоа е огромни пари што не може
ни бизнисмените да си ги дозволат, неле јас да. Вие сте само во работен однос Да. и инвалидската пензија на супругот недоволни за... Не затоа што ми викам нон-стоп некои болести нешто излази. Значи он како седи и оно едно по едно нешто и му искочува некој проблем. И мора да го носиш такочене, Штип, Скопје, нон-стоп. Симо и во неиздржливите болки не се препушта на судбината и не се помирува со неуспесите. И покрај солзите трпелив е и упорен. Верува во судбинското, но сака да ја измени судбината кон подобар и посреќен живот. А неговата единствена звезда водилка му е да застане на нозе и да ја заборави болката која му го бои животот. Со болки секој ден и апчиња имам цела аптека. Ама ништо не ми помагат више. А сега докторите вишкаш дека организмот е препунут со лекови и ги одбива. Не делуваат. Не делуваат. Не можам да си одам поголема. Се мачам, седам тоа по 3 сата денот. Не знам што да правам. Живеете и со катетар? Те тоа го гледате. И со памперс. Не дај Боже на никој да се случи тоа. Ама ето најлошото случај кога требаше да биде најдобро. Но лековето се многу скапи, секој ден стално сме под доктори. Жената добро што она вози па не плаќаме такси. 3000 ми е еден третман за 5 амбули само. А у месецот 2 треба по 3000. Не знам, не може да се издржи, тоа е неиздржливо. Како оѓе да ми гори тука парчето кај ми е. Ја го сеќам тама со жешката, онаго напалува тоа парче. Тоа парче сега докторот вика може да е од грзната крв, може да е од некоја израсната коска. Вие ми кажавте имате шипки во кичмата. Да, 6 шрафи. И не се напаѓа и тие да ви ги извадат? Треба да се извадат? Они викат ќе ги извадат, ама нема ништо од тоа корите има што ќе ги извадат. Треба и парчето да се извади. Сега они некој парче таму, не знам. Неле тоа парче како да ти кажат, никој не знае од што е. Настанало и како е настанало. Некој пат по цела ноќ он се вика, ака кога дојде болки со кулак тепа по ногата, да му малку попушти ногата. Сигурно ви е тешко да го гледате тоа. Тешко, а и на децата многу има психички. Да најде се доктор кој ти нам помогне. Барем да за станување не верувам веќе, ама барем да немате и болки. За да може малку да се смири и физички и психички и да не чувствувате и болките. Тоа е најголем терет за фамилијата. Плюс сега они се баш на таа возраст што другарчиња треба да доаѓат. А јас со катетар малце неизгодно е. Некој пат викам, дури не ми се дооди некој пат дом. Амо помине време, он се смири, се е добро, дома сме сите. Едино што добро што рацете работат у количка, сам се качувам. Инако друго сам тотално непокрет. Јас ги не замолувам да ме земат и да ми помогнат. Ако не можат да помогнат, нека напишат тројца доктори, нека даат во странство кај може да се издржи тоа, да одам преку фондо, да ме испратат. Јас не барам на нив да одам во странство, ако може да издржат, да направат таа операција, слободно нека ја направат. Најголема желба да станам онова.
да можам и јас да функционирам како сите, како претходно што сам функционирал. Еден ден сите ќе разбереме дека не сме единствените, разочарани, повредени или болни луѓе на планетава. Патот на сите им е ист, тежок и трновит, и да сватиме дека единствена цел која во животот треба да ја имаме е да пронајдеме малку мир за себе, а се останато ќе се дојде кога ќе му биде време. Со екипата на Срце на дланка повторно бевме во Пласница и не идовме на уште едно семејство кое што живее тешко. Поточно бевме во домот на Менсур, кој што некогаш можеби бил среќен се додека имал родители и се додека имал и семејство. Меѓутоа денес е осамен, можеби тоа му е најголемата болка. Сепак нема никакви приходи, навистина живее тешко, сиромашно и затоа го стави своето срце на дланка. За прв пат со екипата на Срце на дланка сме во Пласница, бидејќи еден човек го пријави Менсур Бек, човекот кој што живее сам, болен, сиромашен и понекогаш нема ниту да се прехрани. Затоа решивме да дојдеме да го посетиме. Добар ден. Ни кажаа дека тука живее Менсур Бек, веројатно тоа сте вие. Да. Јас сум Оливера, Срце на дланка. Ве пријавија во емисијата и ни кажаа дека живеете како социјален случај, тешко, сиромашно, дека сте болен, ни кажаа и дека имате потреба од помош. Затоа сме тука. Па што се случува со вашиот живот, Менсур? Катастрофално, по доктори водам, по лекари, не стигаат пари до никаде. Од што сте болен? Мало 5200 социјално, да реши една продавница си должам. Отплати, доплати, не можам се одолжам. За дрва, нема пари, зајади, нема доволно. За лекови, не. Куќата го шгледа, сака луѓе. Се распаѓа, не можам да ја одржавам. Сака луѓе куќата да ја одржаваат. А зашто сте сам? Зашто немате родители, немате родни? Па, родителите мои Семејство. се починати. Мајка ми почина пред 6 години, 2017, 4 марта. Татко ми е умрен пред 29 години. Ова е куќата во која што си пораснал, Менсур? Да, Веројатно и собата во која што функционираш 24 часа. да. Темно е. И веројатно не се чувствуваш среќен во неа. Што правиш во текот на денот? Како ти поминува животот? И вака уште гледате. Со маки, со псови, со плашење со. Не може да е што треба да седнам со луѓе. Да се составам се на капе, не можам. Тие што си богати. Од сиромасите бегаат, си тргаат од болните. А сигурно не ви доаѓаат ниту дома? Не. Не, воопшто никој не се нема појавен. Еле сам сум и така да... Секој ден очекувам некој да не праша, барем како сум до турта. Да да не. А од што си болен? Од срцето, баш е наставено. Третиот ќе видиме. Треба на кардиологија да појдам на контрола. Секој 2 месеци на контрола во Христодам на кардиолог, кај Зоран Додевски. Тој е како ми е матичен лекар, а фактички за кардиологија. Кај не вода. И кај Бакрачевски. А што, како ви поминува во со финанси денот, месецот? Кажавте живеете сиромашно. Тешко. Нема ни... Пола месец не може да обоне со 5000 денари. Лекови струјата ќе дојдат. Одужи, задужи. Си има давачки. Ако викаме една душа, човек една душа треба да јади денес како не 3 пати, 2 пати. Ви се случувало да не јадете? Па еве денеска воопшто не сум јаден.
Ни па ми се јади нешто, нервно и не можам да јадам. Се нервирате. Нешто немаме, не имам, ма не можам. Не ми дава. Зошто се нервирате? Бе, вака. Видиш ова сега ова, вака, како ужас пише. Кај го има? Кај го има вака? Овакви дишачи во... Што знам, каде? Ушеми не, пепици не. Сте верували ли дека на ова да иреđe во животот ќе дојдете на овие години? Јас не верувам. Не верувам, ако што ми одеше за напред, не верувам дека ќе дадам да војсчине. Мене многу ми одеше за напред. Не можам да се подлежам паламу на богато време, бидов добар живот со мајка ми кој беше жива на нозе. Си работеме тутуње, ченки, граови, садеме по нивјето, крави, телци, раневме, продававме месо и за продавање и за нас. Се имаше. И што се случи? Малу по малу да се изгубува тоа. И дојдов на лестик. Изгубивте работата, се разболевте? Па изгубив работа што поради мајка ми 3,5 години в кривешто беше. Регната. Немаше кој да ја прави, брат ми не ја земаше. Ја си дома, дето си женама. Фактички не ќе, кој сака болен човек в кревет. Да го гледа. За мали пари. А потоа веќе никогаш не се вработивте? Не. Не би си готово. После се разболев јас на тоа. Не отиде 2 години падам болен ја. Така година и пол бе. По болници почна да се трчкам. И кој ден денес. Минсур е роден и потекнува од село Пласница. Имал добро детство и убави планови кои за жал се пресекуваат со смртта на родителите. Кога мајка му паѓа во кома бидејќи единствено тој од брајката се заложил да ја чува, па морал да ја напушти работата и 4 години бдел над неа. Потоа и него го напаѓаат болести, а најмногу ќе го повреди сиромаштијата поради која се оддалечува од светот и завива во самотија. Па денес е принуден да гладува, храна да зема задолжувајќи се во продавница, а никогаш и да заспие без испиени лекови. Работиме тутуње, пример, ќе садиме, крави чувавме, телци, кокошки, ќе продаваме јајца. Кога го изгубивте татка ви? Па има 29 години кај ще умре. Млад умре. Каде работевте? Што работевте? Како понатаму го продолжувате кога пораснавте животот? Приватно со мајстори одев. По куќи ми. Малтержија одев. Како викаат на калпа. Како ти беше во детството? Имаш ли браќа, сестри? Како го поминуваше нели тој најпрв период од животот? Многу добро. Бе, родителите живи многу добро. Јас си одев на работа. Мајка ме падна болна. Јас морав дома да останав. Немаше кој да ми прави измет. Едниот брат не се напаќаше да ја зими. Дома беше, не беше за мене детали. Морав ја да ја догледам. 4,5 години в кревет. Да не можев да појдам никаде на работа. Со нези. Седев дома и така. Па мајка ми почина 2017 4 марта. 6 години ќе починат. 4,5 години беше у кревет. Под пемпарси. Исто така имате и зад вас еден брак, На разведен? но немате собствени деца. Не. И 2017 година починува вашата мајка и од тогаш и вие паѓате. Од секолку иди надолу. Овие 6 години со болеви, по болници, по лекарства, нон-стоп. Не можам глава да кренам. Операции правено имам. На што? Од што сте болен? Од срцето. Срцето. 2 стена ставено имам. Третиот не може да ми остават преку рака. Ќе пробат преку мене некако да го стават сега. Ако може да го стават. А и немам пари, не е скап тој, 6.000 јари, ама и тие ги немам. Од кога се лечите на кардиологија?
Па има 2 години, 3 така. Последните 3 години. Да. До пред да паднете болен, откако почина мајка ви, дали работевте по тоа? Не, Зошто не се вработивте? не можем, нема, увек нема сила да работа. Колку и пропадам долу и долу. Плуца, грани, ме боле кашлање, повраќање главата. Толку се напред по нервозно слаб, и од болезите. А зашто се нервиравте? Па немам кој дома, немам. Такви вревни некој дома во куќата, немаш луѓе. Дор беше како така мајка ми болна. Ќе зјачи, ќе звика. Дај ми ова, дај ми она, разонора имам. Ќе станам, ти дам бојца да се напијет. Премести ми малце, заврти ме на другата страна, знаеш. Човек му е досадно болен, имали не една страна спи. Па ќе го завртам на друга страна и така да времето ми минуваше. Вчера ги допивте апчињата, во моментов немате терапија за пиење. Да немам више терапија. Ево, првите недели више немам. А каде е пети да дојде, социјално, ќе си трпаме лекови, ама трпи. Тие ако не си, не можам да станам од кревет. По 3 дена седам такав кревет лежам. Не можам и по леп да појдам да земам. Доволно, нема пари за храна, за... Ти кажав како одам, овие 5.000 леари ги делам за лекови, за прехрана што земам и вересија, отплати, доплати, викам, така да... сега плати, пример, 5.000 леари, уште 3.500 за душа. Значи, не можам да крај чур да најдам. Не си скапи телевизорите сега барем. Телевизор помалечко е 6.000 леари си, но не можам да купам. Сега баш се ниски, они плазминци ја имат. Помали колку да гледам разумно, не можам да купам. Како ќе го купам? А сигурно би ви се нашла многу да ви прави друштво. Како нормално систем ќе да најдам радиончи, така да ми вревени нешто иначе. Што ќе правам вака? Ајде, кафе ќе не чувај една вечер, така да не пијам. Втората вечер ќе не речи бачка. Кај ти? Кафе вас го отворил за промена ми напред, седи си дома. Колку пати не се случило самиот да си заминам, не газот да ме брка. Немам пари кафе да пијам, да си заминам. 10 минути, гледам сите пијат, си се смејат, не ми е ово. Да не пијам ништо, ни кафе, ни сокстаничи, не замини. Затоа дома седам вака. Да е жив казата на продавницата, што ми дава вересија. Ако не е тој, чувам за јадење. Еве неискрено да ви кажам. Исто така да не излагам имам од тетка ми девојчиња во Австрија, 5, од тетка ми моја. Покојна се тајта брго умре пред 2 години. По 35 евра месечно праќаат продавница тука. Мене не пари да ми дадат на рака. На продавачот ми дава 35 евра. Месечно. Што ќе направи за тие пари 35 евра, ете ти кажи. Ти таа помош. На усамен човек најтешка му е осаминоста и сознанието дека не вреди и дека е отфрлан од сите. Затоа овој човек постигнал и по својот живот, а ќе каже дека нема ништо потешко од тоа во себе да имаш само душа. И иако секоја вечер се моли на Господ да му ја земе душата, се надева и подсвесно посакува дом за старци каде би го минал остатокот од животот. Едниот најмалиот брат, еднаш прати 200 евра, продавница горе кај овој продавачот. Имав некаде 9.000 за плаќање долг. Од тогаш 9 месеци, 8-9 месеци ја помина, дина нема пратен. Нинуш ќе прати 10 евра и више речи да не ми бараш пари. Не мора да ти праќам, ти си купувам стан, почеќе правам, не знам што. И така. А другиот ич, средниот брат ич. Вие сте најстар? На тројца дача. Живеам с 35 евра месечно. Од тие од Австрија. Вамо немаш да јадеш. Вамо ти дошле сметки грама да заплаќање. Лековини. Што да правам? Што ќе правам, реко, со
тогаш земам социјално 2400 студенти. Што ќе правам? А помош немам никаква. Ако е некој позапатен со пари, поче, не седи со тебе на маса, бега, те гледа друго, како од друга планета да си дојден. Како да спомнам, не знам, богатите со богати седаат, сиромасите ние со сиромаси седеме на маса и така. Сиромавиот човек секогаш е подценет, угнетен, уценет. И ако си ти, пример да ми школован биди, паметно светото, ако си сиромав, верувај, и школована си, ама сиромаш како си. Джабе не си паметна. Оде си паметни богатите. Тешко на гладни, сиромаси и болни лица. Сити од гладен не верувавате никогаш. Вие сте сите три во едно. И сиромав, и гладен, и болен. Три во едно си све. Ми кажавте дека еднаш сакавте да си го одземете животот. Зошто? Да. Што се случи? Па човекот си викал пакви проблеми, тоа го направи, не викам да не. Тоа го стори, не го слуша секој. Ма не се бидувало така. Не го рекол Господ, сам душа да се изјавам. Како се чувствувавте тој ден, Менсур? Многу лошо. Синомашки, без јадење, без паричка, гладен, без лекови, со солзи во уста, како може да бидеш? Со плашење. Си ништо нема, видов, не видов. Ајде, што сака нека биде. Каде отидовте? Што направивте? Се обесим. Среќа за што ме патеа за 10 минути што дојде човекот. Така, ајде, ја веќе сум бил на изгубен со свеста. Само долеко ме легнал и дишење вертачко. Така малце што сега приспет се дошло. Се молам, Бога ми, се молам секоја вечер носи. Пред да легнам. Се молам, дај Господе, земи ми што побро. Ова мака не ми е давај. Да ме нема што побро. Значи, не можам да слутам. Јас бара преку телефона. Имаше, како го вика тоа место, дом за стари лица. Имаше и цена. И ова што имам нешто мое, да поделам физички со браќава, кому сакаш, вика, дај си во некому, нека те догледа некој на годињето, кога ти дојде стари. И јас се јавам во домов за старци. Мака да не седам, маки да патам. Да прашам колку пари е месечно. Дали може мртов капитал да се поклони место, земја или нормално. Ми кажуваат дека не. Само пари. 22.000 лејари месечно. Сметате ли дека таму во таква институција поубав живот ќе имате? Па Бога ми поубаво би живеал. Да не си ми вода рачун од јадење, од тие работи. Дај Боже секому нам помогне Господ. Па и на мене, на сите болни лица, сиромашни, инвалиди, дај Господ на преже и здравје, да дојдат до барем мало да заживнам луѓето. Таквите луѓе, да имаат радост во душата, да не бидат тажни како мене. Лековите да ги имам, суја да платам, телевизорче да имам, дрвца, тој не е потребно, тој е прехраната.
Понекогаш човек помислува дека сите освен него живеат подобар живот и дека никој како него нема такви големи проблеми, дека во тугиот двор тревата е поубава, никој не гледа кога плачеме осамени и кога во перница ги испуштаме болните крикови од нашиот живот. Сепак утре нашиот живот ќе продолжи и треба да си го задржиме својот мир, зашто ударите во животот не значат дека сме направиле лоши работи, туку дека долго време сме биле предобри. На вистина тешки животни истории им посакувам се најдобро на семејствата кои денес го ставија своето срце на дланка, бидејќи кога им посакуваме добро на другите, доброто ни се враќа на нас. Тоа е едноставен закон на природата. Ајде да работиме според законот на природата, да помагаме, да бидеме хумани и емпатични и да направиме и другите да живеат подобро, затоа што нашето малку некому може да значи се. Убав живот со спомени, искрена радост и смеа бил животот на Симо од селото Лески во минатото. Работел како градежен работник во граните при една работна акција во Украина, ја запознава и жената на неговиот живот. Одлучуваат семејството да го создадат во родната земја на Симо, каде градат дом и им се раѓаат две деца, момче и девојче. Одлучуваат се, но некој друг ќе одлучи дека нема да му биде песна животот на овој човек и неговото семејство. Од обична болка во кичмата и лечење на дискус хернија, денес овој човек има преживеано 5 операции, врзане за инвалидска количка и има неописливи болки за едно човечко суштество. Веќе ниту организмот не му ги прифаќа аналгетиците, вели тој, а тој, изгубен во одлуките на докторите, не знае кој правец да го фати и како да си улесни за да не пати толку. Тажен е што и покрај неговиот несреќен живот се чувствува и како терет на неговото семејство. 7 години живот во количка направил тие да се и пред финансиски бродолом. Освен што му функционираат рацете, ништо друго поради парализата на кичмата не му функционира, па затоа има една единствена и најголема желба, макар и да не стане од количка, само да му помогне некој доктор од земјава или од странство, да му се намалат неиздржливите болки. За прв пат со екипата на Срце на дланка сме во Пласниц, бидејќи еден човек го пријави Менсур Бек, човекот кој што живее сам, болен, сиромашен и понекогаш нема ниту да се прехрани. Затоа решивме да дојдеме да го посетиме. Добар ден. Ни кажаа дека тука живее Менсур Бек, веројатно тоа сте вие. Да. Јас сум Оливера, Срце на дланка. Ве пријавија во емисијата и ни кажаа дека живеете како социјален случај, тешко, сиромашно, дека сте болен, ни кажаа и дека имате потреба од помош. Затоа сме тук. Па што се случува со вашиот живот, Менсур? Катастрофално, по доктори одам, по лекари, не стигаат пари до никаде. Од што сте болен? Мало 5200 социјално, да реши една продавница си должен. Отплати, доплати, не можам се одолжам. За дрва, нема пари, сеари, нема доволно, за лекови, не. Куќата го што гледате си чака луѓе, се распаѓа, не можам да ја одржавам. Чака луѓе куќата да ја одржаваат. А зашто сте сам? Зашто немате родители, немате родни? Па, родителите мои Семејство. се починати. Мајка ми почина пред 6 години, 2017, 4 марта. Татко ми е през 29 години. Ова е куќата во која што си пораснал, Менсур? Да. Веројатно и собата во која што функционираш 24 часа. Да. Темно е. И веројатно не се чувствуваш среќен во неа. Што правиш во текот на денот? Како ти поминува животот? И вака што гледате. Со маки, со псови, со плачење, со... Не можам да што треба да седнам со луѓе. Да се составам село на капе, не можам. Тие што си богати. Од сиромасите бегаат, си тргат од болните.
А сигурно не ви доаѓаат ниту дома? Не. Не, воопшто никој не се нема појавен. Ере, сам сум и така да секој ден очекувам некој да ме праша, барем како сум до тука. Да не. А од што си болен? Од срцето, баш е наставено. Третиот ќе видиме. Треба на кардиологија да појдам на контрола. Секој 2 месеци на контрола окритувам на кардиолог, кај Зоран Додевски. Тој е како минематичен лекар, а фактички за кардиологија. Кај него да. И кај Бакрачевски. А што, како ви поминува со финанси денот, месецот? Кажавте, живеете сиромашно? Тешко. Нема ни... Пола месец не може да обуне со 5.000 денари. Лекови, струјата ќе дојдат. Он дужи да дужи. Си има давачки. Ако викаме една душа човек, една душа треба да јади денес како не 3 пати, 2 пати. Ви се случувало да не јадете? Па еве денеска воопшто не сум јаден. Ни па ми се јади нешто, нервове и не можам да јадам. Се нервирате? Нешто немаме, не имам, ма не можам. Не ми дава. Зошто се нервирате? Па е вака. Видиш ова сега ова, како ужас пише. Кај го има? Кај го има вака? Овакви дишачи го. Што знам, каде? Ушеми не, пепици не. Сте верувале ли дека на ова дереđe во животот ќе дојдете на овие години? Јас не верувам. Не верувам, ако што ми одеше за напред, не верувам дека ќе дадам до војстина. Мене многу ми одеше за напред. Не можам да се подлажам паламу на богато време, бидов добар живот со мајка ми кој беше жива на нозе. Си работеме тутуње, ченки, граови, садеме по нивјето, крави, тълци, раневме, продававме месо и за продавање и занац. Се имаше. И што се случи? Малу по малу да се изгубува тоа. И дојдов до вестика. Изгубивте работата, се разболевте? Па изгубив работата што поради мајка ми 3,5 години в кривишто беше. Регната. Немаше кој да ја прави, брат ми не ја земаше. Ја си дома, си дето си женама. Фактички не ќе кој сака болен човек в кревет. Да го гледа. За мали пари. А потоа веќе никогаш не се вработивте? Не. Не би си готово. После се разболев јас од тоа. Не отиде 2 години, падам болен ја. Така година и пол бе. По болници почна да се трчкам. И кој ден денес. Менсур веќе роден и сам живее во родниот дом во село Пласница. Има само 54 години, но многу тешка судбина. Единствен од браќата кој ги исчувал до посреден ден родителите. Работел како калфа и имал релативно добар живот како млад. За жал во младоста, зад него и еден неуспешен брак, потомци нема. Поради грижата кон мајка се останал без работа зашто не можел и да оди на работа и да се грижи за неа. Од 4 март 2017 веќе се минува неговиот живот. Останува сам во домот кој веќе се распаѓа. За жал, осеменичкиот живот му нанел само штета. Многу болести, многу тага, многу нервози го исполнуваат неговиот живот. 5000 динари месечно ги дели за се. Најважно за лекови кои ги пие за срцето и другите хронични болести. Храна има само за неколку дена, остатокот од месецот го живее на вересија. Еден ден за жал ќе посака да си го одземе животот. Многу е разочаран за тоа што го избегнуваат дека е сиромашен и недостоен. Да не се хуманите луѓе во зима би премрзнал. И иако се уште се моли секоја вечер Господ да го земе, подсвесно се надева дека некои хумани луѓе ќе му ја вратат вербата во животот и ќе успее да се смести во дом, ако ништо друго барем да не умре усамен.